Не се исполнија стравувањата дека на изборите ќе има километарски гласачки ливчиња, поради можноста во трката да се влезе само со 2 потписа. Сепак, овој циклус ќе има малку повеќе кандидати од претходниот. На државно ниво, до Државната изборна комисија се поднесени 312 кандидатури за градоначалници и 575 советнички листи. За споредба, на изборите во 2021 година имало 299 кандидатури за градоначалници и 571 за советничка листа. Од Државната изборна комисија вело дека сите кандидатури се во постапка на проверка. Согласно роковникот за локалните избори 2025 година, Општинската изборна комисија доставува барање до институциите кои ги поседуваат податоците за исполнетост на условите веднаш по приемот на листата, односно најдоцна на 14 септември. Откако ќе заврши проверката и ќе заврши процесот на отстранување на евентуални неправилности или пропусти во кандидатските листи, општинските изборни комисии ги доставуваат потврдените листи до Државната изборна комисија за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати најдоцна на 20 септември 2025 година. Најголем интерес како и секогаш предизвикува трката за град Скопје. Таму годинава ќе се надпреваруваат 18 кандидати за градоначалник, а поднесени се и 20 советнички листи. Во 2021 година бројките беа пониски: 12 кандидати за градоначалник и 15 листи за советот на градот. Во вториот круг од тие избори победата ја однесе независната кандидатка Данила Арсовска, која стана првата жена градоначалник на Скопје со освоени нешто над 85.000 гласови, што е највисоката поддршка во апсолутни бројки на тие избори. На спротивната страна стојат малите рурални општини, каде што и неколку стотици гласови беа доволни за победа. Во Зрновци изборот беше решен со само 781 глас, во Лозово 783, а во Вевчани со 856. Кога се гледаат резултатите во проценти, контрастот е уште поочигледен. Во Кичево, Тетово, Центар, Струга и Куманово, победниците во 2021 година едва ја преминаа границата од 50% и победија со минимална разлика. Од друга страна пак, во Лозово, Зрновци и во Вевчани, поддршката за победниците надмина 85, па дури и 90% од гласовите. Разликите не се гледаат само кај кандидатите и резултатите, туку и кај излезноста. Според ДИК на локалните избори во 2017 година, излезноста беше околу 59,5%, односно гласале 1.070.000 граѓани. Во 2021 година излезноста падна на 51,4%, што значи околу 898.000 гласачи. Тоа е пат од точно 172.000 гласачи за само еден изборен циклус. Јасно е дека излезноста паѓа. Прашањето е дали на овие избори ќе продолжи истиот тренд или граѓаните ќе излезат во поголем број да го кажат својот избор. По завршувањето на проверките, Државната изборна комисија ќе ја објави целосната листа на потврдени кандидати по општини. Ждрипката за редоследот на листите ќе се одржи најдоцна на 25 септември. Првиот круг од локалните избори е закажан за 19 октомври, а вториот ќе се одржи на 2 ноември. Изборната кампања официјално започнува 20 дена пред денот на гласање.